Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Кога Бог изборуваше на Сузана. Миро, дали од денешната поука запомни како Бог го создал светот? Бог рече и се настана. Двете сестри присуствувале на летната верска настава. Многу ги заинтересирало тоа како Бог го создал овој наш свет. Надвор се стемнувало и тие се спремале за спиење. Си разговарале за убаво поминатиот ден во црквата и набрзо разговорот остварил прекрасна поука за Божјата сила која создава. Знаеш, рекла Мира, учителката спомна дека секогаш кога Бог нешто ќе рече, тоа и се остварува. Да, броевме со нашата учителка во Библијата и најдовме дека во првата глава 10 пати пишува Бог рече. Мора да е прекрасно кога Бог зборува. Веруваш ли дека и денеска Бог зборува? Да, одговорила Мира. Може би грмотевиците и молните се Божи зборови? О, грмотевиците и молните застрашуваат. Бог така не зборува, одговорила Сузана. Бог нам не изборува кога се молиме и кога чекаме да го чуеме неговиот глас. Ајде да се молиме гласно, може би ќе чуеме како Бог ни одговара, рекла Мира. Сакам, ако и ти сакаш. Двете девојчиња клекнале пред своите кревети и почнале со молитва. Одам да спијам, а завршиле со благослови ја мама, благослови го тато. Пред Сузана да заврши, Мира скокнала и се вовлекла во креветот. Сузана мирно останала да клечи покрај својот кревет. Завршивме. Зошто толку долго клечиш? Прашала Мира. Чекам Бог да ми одговори. Бог се уште зборува и ние треба да слушаме. Кога го создал светот, многу пати зборувал и секогаш нешто прекрасно се случувало. Може би тоа нема да биде гласно, но ќе го чуеме неговиот глас ако чекаме. Како мислиш тоа да го чуеме неговиот глас? Мира ја погледнала својата сестра со чудење и со стравопочит. Зарем не знаеш? Бог нам ни зборува со тивок глас. Да, тоа било поинаку кога Бог го создал светот, но верувам дека се уште е убаво кога Бог зборува, рекла Мира и додала. Ме интересира што Бог ти кажа вечерва. Сузана не одговорила веднаш. Седнала на креветот и потоа објаснила дека не е лесно да се зборува за тивкиот глас со кој Бог му зборуваше на нашето срце. Се молиме Бог да ги благослови сите и одеднаш се сетив на Верица. Имавме денеска мала незгода и јас кон неа не бев баш многу љубезна. И додека сега чекав Бог да ми прозбори, ми се чу како да рече, треба да ја молиш Верица да ти прости. И ти ќе ја замолиш? Прашала сестрата изненадена од сериозноста на Сузана. Да, ќе го сторам тоа, било одговорот на Сузана. Утре тоа морам да го сторам. Не смееме да покажеме непослушност кога Бог зборува. Неговите зборови и денеска се подеднакво силни. Мира си легнала. Размислувала за себе, чувствувала дека би требала и она така да го наслушнува Божиот глас во срцето. Така, драги момчиња и девојчиња, и ние треба да бидеме спремни да го чуеме и да го послушаме Божиот глас. Кога тој денеска зборува, тоа е исто така важно, како и кога го создавал нашиот голем и прекрасен свет.
ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Kako godine su prolazile sve, mi shvatili smo šta nam znači on, Božji sin što bio raspet je na krstu radi mene, zato što voli me, voli me. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći svim ljudima. Moj život i dela nek kazuju njima da želim biti ja sin, da sin. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Imamo razlog za to, imamo razlog za to. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Бог и човекот чудак. Имав еден пријател агностик со кој со години разговарав. Тој обично зборуваше: нема корист, не можам да верувам. А јас му велев: Сем, верувањето не е нешто што ти го правиш, тоа е нешто што примаш. Верата е дар. Веројатно, нам на луѓето човечките битија, верата толку тешко ни паѓа, бидејќи живееме во физички, материјален свет, во кој обстануваме со посматрање и со експериментирање. Изгледа дека во него нема место за вера, бидејќи таа бара да имаме доверба во она што него гледаме. Сам Исус му рекол на Тома:
Блазена оние кои не видоа и поверуваа. На еден световен човек, овие зборови звучат како благослов изречен над умоболни или занесени луѓе. Меѓутоа, можеби постои и некоја друга алтернатива. Можеби Исус го изрекол овој благослов над оние кои се спремни да го прифатат овој дар на посебно знаење. Една ваква идеја не е без никаква основа. Автоматското знаење е многу застапено во животинскиот свет. Например, пчелите. Без градежен материјал, тие изградуваат келии кои ги пратат сите градежни закони и произведуваат мед, сложена храна, без било каква хемиска формула. Пчелите извидувачи, кои одат да пронајдат цвеќе, се враќаат и им објаснуваат на своите другарки во кошничката во кој правец треба да одат попат на многу комплициран танц. Сите ние знаеме дека пчелите се едноставно така создадени, однапред програмирани за еден таков вид однесување. Досега не е пронајден ниту еден образовен центар за млади пчели. Ист вид знаење е во прашање кога се работи за преселбата на птиците. Преселбите на некои птици се толку чести и регуларни, што според нив ги одредуваме годишните времиња. Сепак, сите птици преселници, од канадската гуска до чучулигата, имаат собствен вграден навигационен систем. Некои птици се управуваат според сонце, а други според звезди. Постојат обимни истражувања кои докажуваат дека тие тоа навистина го прават. Но не постои ниту едно истражување кое би покажало како и од каде тие го знаат тоа. Ниту едно истражување не открило навигационска школа за птици. Ние овој феномен едноставно го нарекуваме инстинкт. И повеќето луѓе тоа го земаат здраво за готово. Од друга страна, човечките битија не познаваат такви скратени патишта до знаење. Уште од самото раѓање, ние го ископуваме знаењето и се уште го правиме тоа. Нам ни требаат години за да научиме како да се ориентираме под вода, како например го прави тоа лососот. Дури во овој век научивме како да летаме од пол до пол, користејќи го арктичкото вртење. Слепите глувчиња веќе со векови користат сонар за да го откријат правецот, но човечките битија дури неодамна научиле како да се служат со него. Сите наши технички знаења ги стекнувавме по тешкиот пат со експериментирање и проучување. Ние тој пат го нарекуваме наука и мнозина веруваат дека не постои никаков друг пат до знаење освен тој. Но ако животните располагаат со знаење, кој е резултат на необјаснив дар, зошто не би го имали ние? Нам не ни е потребно посебно знаење од областа на материјалното. Ако имаме доволно време, ние добро се снаоѓаме. Јас сега зборувам за духовното. Јас сега зборувам за она што зборувал и Антонио де Сент-Екзипери, кога размислувал за смртта на својот пријател. Светот исчезнал, се жалел тој. Секоја личност има еден свет, или може би требало да кажам, еден свет за себе. Сите ние сакаме да сонуваме за остварување на нашите надежи, ако ги имаме. И уште од детството наоѓаме начини како да ги оствариме, бидејќи учиме како да се управуваме, како да навигираме во духовниот свет. Човечките битија го бараат континентот од кој што доаѓаат, главно копно, своите корени и почетоци. Но човечките битија не можат да ја истражат Божјата земја. Ние не можеме да ги усидриме нашите бродови во неговото пристаниште. Сепак, важно е да се знае дали тој постои. Во светот на духовното, во кој се движи нашиот ум и во кој телото не може да дојде, научната метода отпаѓа. Нам ни е потребно посебно, поразлично знаење. Со години теолозите зборувале за специјално, односно посебно откровение, а неверниците им се исмевале. Некој уште однапред ја програмирал птицата, која се нарекува златна свирка. Таа своето движење го насочува кон звездите и на тој начин се ориентира. Тогаш, зошто постоењето на посебно знаење за човечките битија би изгледало толку чудно?
Волето пеперутката монарх излегува од својот кожурец на канадската смрека, ги протегнува и суши незините крилја и наесен тргнува кон Калифорнија. Оваа млада пеперутка никогаш не била таму, но го познава патот. Исто така и човечките битија се програмирани или надарени со сигурност. Повеќето човечки битија знаат дека постои Бог, дека постои Творец. Размислувањата за него се различни, но идејата дека тој постои е помалку или повеќе заедничка на сите луѓе и далеку позастапена од идејата дека тој не постои. Емили Дикинсон мора да имала таква фундаментална вера кога рекла: "Јас никогаш со Бога не сум зборела, ниту рајот сум го посетила. Сепак сигурна сум дека има такво место, како да сум го гледала на географски карти често." А мојот пријател Сем се уште ми кажува дека не може да верува. Можеби би требало да спомнам уште една разлика помеѓу нас, луѓето и пеперутките монарси. Овие пеперутки знаат и летаат без прашања, но луѓето се полни со прашања. Тие се упорни истражувачи. Ние сакаме да бараме, да пронаоѓаме, да се бориме и да не се предаваме. Повеќе од се не сакаме да се предаваме. Ја мразиме и самата помисла дека пронаоѓањето на одговори на најголемото земно прашање би можело да бара од нас само едно, а тоа е да замолчиме и да слушаме, а тука се наоѓа и клучот за решението на проблемот кој ни е даден. Бидете мирни и знајте дека јас сум Бог, вели тој. Знаењето е веќе во нашите срца. Се што ни треба е спремноста да се соочиме со него. Кога сум сама, кога јад ме мачи, во невоја што срце замира, на колена во молитва те барам, Господе, да дојдеш крај мене. Ме подигаш на планини разгојам, ме подигаш сред силни бранови. Сега знам и нема да се бојам, подигаш
me podigaš, kraj mene tuga si. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Твојот дом, тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.